Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Продолжува втората фаза на вакцинирање во регионалниот центар за вакцинација во Тетово. Додека бројни сиромашни семејства во Гостивар чекаат кров над глава, социјалните станови се уште се празни. Изложба на експонати изработени од учениците во рамки на проектот на СВР Тетово "Стоп на говорот на омраза" во Центарот за култура во Тетово. Продолжува втората фаза на вакцинирање во регионалниот центар за вакцинација во Тетово. Процесот се одвива непречено. Вчера и денеска на располагање се вакцините на Pfizer, кои што треба да ги примат вкупно 1002 пријавени граѓани. Продолжува вакцинацијата на граѓаните во вакциналниот пункт во Тетово, откако во изминатиот период се вршеше само ревакцинација. Процесот на имунизација се одвива непречено. Граѓаните доаѓаат согласно нивниот термин за примање вакцина. Почнувајќи од вчера пак, заклучно со денеска, се врши вакцинација со вакцините на Pfizer. Процесот на вакцинација се одвива добро, значи од вчера имавме пак вакцинација, се примаше првата доза. Имавме вакцини Pfizer, од кои добивме само 1000 дози, 1002 поточно. Вчера имаше 501 термини, од кои сите 501 термини се исполнија, значи се давале вакцините, и денеска исто така имаме 501 термини. До сега доаѓаат пациентите све поред како што треба и ги вакцинираме. Има некои што се за ревакцинација, што биле вратени со оглед на тоа дека имале некоја состојба, дека може од 21 ден до 28 дена да се одложи. И тие може да дојдат да примат втора доза ако уште имат време. Вакцинираните граѓани пред нашата камера изјавија дека се чувствуваат добро по примената вакцина, но и дека се задоволни од процесот на вакцинација. Добра сум, добро е. Дали сте задоволни од организацијата? Да, многу ми е мило, добро е, нека побргу да пројде, да биде све уред, да исчезна оваа епидемија. Добро. Нема некои симптоми за сега. Дали сте задоволни од организацијата тука во овој пункт? Да. Добро, одлично. Ми каза 10 минута да одморим и потоа ми дадоа документ за втората да примим након на месец дена. Добро. Дали сте задоволни од организацијата? Па има организација, да, се оди во најдобар ред, да. Инаку на вакциналните пунктови во државата, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 259.935 граѓани. Вкупно досега се аплицирани 452.424 дози вакцини, а ревакцинирани се 193.029 граѓани. Административните процедури го одоговлекуваат доделувањето на социјалните станови во Гостивар. Зградата е готова веќе година и половина, но оглас за распределба не е објавен. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски не даде конкретен одговор кога конечно становите ќе станат топол дом за социјално ранливи граѓани. Додека бројни сиромашни семејства и ранливи групи граѓани во Гостивар чекаат кров над главата, социјалните станови се уште се празни. Зградата, која има 2 влеза и 70 стана, е изградена година и половина. Извршен е и технички прием, но распределбата на домовите наменети за социјалците се врти во лавиринтот на административните процедури. Најпрво мораше да се прави нова методологија за рангирање, поради измени во Законот за социјална заштита, каде беа утврдени нови категории граѓани кои ќе може да аплицираат за стан. Потоа, заради одредени измени во тек на градбата, беше неопходно да се дополнува урбанистичката документација. Последната сопирачка, според појаснувањето на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, биле одредени проблеми со софтверот, преку кој електронски треба да се селектираат добитниците на станови.
Имаше одреден проблем со распределбата на социјалните станови преку софтверската куќа која што вршеше распределба на становите, така што Министерството за транспорт и врски направи нов софтвер кој што заедно со стручните лица во Министерството веќе го става во функција и веднаш после тоа ќе бидат распишени повиците за распределбата на социјалните станови, заради тоа што според уредбата која што имаме, распределбата се врши по електронски пат преку таков тип на софтвер. Министерот не даде конкретен одговор кога конечно ќе биде објавен јавниот повик за распределба на становите, но ги повика граѓаните да аплицираат штом излезе повикот, нагласувајќи дека во други градови се случувало да нема доволно пријавени. Веднаш штом ќе биде распишан повикот, има одредени рокови од 60 дена за да можат граѓаните да аплицираат, добро да се запознаат, да не биде тоа зацкриено, да биде на отворен, транспарентен начин и веднаш по тоа ќе биде направени распределбата. И секако дека во наредниот период ќе биде распишен и повикот за да граѓаните можат да аплицираат и ги повикувам граѓаните веднаш кога ќе биде распишан повикот, да го следат повикот и да аплицираат во што е можно поголем број со цел да имаме голем број на граѓани кои што ќе бараат вакви стамбени единици и да можеме да ги распределиме становите, заради тоа што во други општини имавме случаи каде што ни се пријавува многу мал број на граѓани и не можевме да извршиме распределба на становите. За социјални станови ќе може да аплицираат стамбено необезбедени, деца без родители, корисници на гарантирана минимална помош, граѓани погодени од елементарни природни непогоди, семејства со лица со попреченост, социјално загрозени припадници на ромската заедница, како и самохрани родители со малолетни деца. Изложба на експонати изработени од учениците во рамки на проектот на СВР Тетово "Стоп на говорот на омраза" денес се одржа во Центарот за култура во Тетово. 20 уметнички дела кои испраќаат пораки да се сопре говорот на омраза беа изложени денес во фоеето на Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Сликите се изработени од средношколци во рамки на превентивно-едукативен проект, чиј носител е Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со ОПСЕ и Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Булингот од секоја страна е различен, значи од некоја страна е многу различен, дека некој тоа многу погрешно го протолкува и дека некогаш доаѓа до многу самоубиства и некои други трагични настани. Се представам со овој цртеж кој што го изработив с техника акрилна платна на тема стоп булинг или стоп на насилството. Нашите ученици од гимназија, медицинското и економското училиште, неколку години наназад, имаат задача да изработаат слика на тема "Стоп за говорот на омразата" и секогаш ги работаат овие слики со акрилни бои и платна. Тоа можеби на некои од нив по прв пат се среќаваат со овој начин на техника и работа, затоа што во средното училиште најчесто се работат со водени бои, темпери, туш, сите останати основни сликарски ликовни техники, прибори, материјали. Со нивна асистенција и моја консултација ми рекоа дека воопшто не им било тешко со работа, добро се снашле со техниката, изборот на начинот на кој што ја прикажале оваа содржина, веќе им било јасно, виделе некои примери од интернет, од секојдневието и се она што го размислувале, го пренеле како идеја. Инаку со проектот беа опфатени околу 3000 ученици во прва година од тетовските и гостиварските средни училишта, а кои преку посебни предавања поблиску беа запознаени што значи говорот на омраза, како се препознава и кои се негативните последици. На предавањата исто така на учениците им беше представено, односно беше направена дистинкција што е говор на омраза, а што е слобода на изразување, односно дека тие два феномени општествени не се исто и дека најдобро
и обшествено најполезно е младите да се воздржуваат од говор на омраза пред се на социјалните мрежи, но и воопшто во комуникацијата со нивните врсници и повозрастни лица. Целта на проектот исто така беше преку предавања и на други начини, со други форми, да им се укаже на младите повеќе да го преферираат како поведение, почитувањето на различностите, пред се меѓу врсниците, различности од етничка, социјална, полова, расна и друга природа, различностите да представуваат вредности, а не хендикеп во секојдневното пулсирање и живење, и истите да се афирмираат и унапредуваат во секоја прилика и на секое место. На учениците и нивните ментори кои учествувале во подготвувањето на изложбата им беа доделени пригодни сертификати. Во средните училишта во Гостивар во тек првиот уписен рок за полуматурантите. Како и претходните години, најголем интерес се бележи во медицинското училиште. Значајни денови за полуматурантите поради одлуката каде ќе го продолжат своето образование. Пријавувањето во првиот рок почна вчера, а ќе трае до четврток. 4 средни училишта во Гостивар ги отворија вратите за упис на нови ученици. Според конкурсот, вкупно се предвидени 1555 места. Како и претходните години, најголем интерес се бележи во медицинското и во техничкото училиште. Веќе интересот е исто голем во професионалните училишта, во медицинско и техничко училиште, но и гимназија има поголем број, во економски пак и истиот проблем, помалку број на ученици. Од вкупниот број во медицинското училиште, што е 272, вчера се регистрирани 176 ученици, во гимназија од вкупниот број 374 се регистрирани 115 ученици, во економско 272 вкупниот број се регистрирани само 9 ученици и во техничкото од вкупниот број 637 се регистрирани 140 ученици. Нормално, овие само што ги имаат примено документите, ќе видиме според успесот на основното училиште што завршиле, според бодовите што ги имаат, во тоа училиште ќе се примат. Ти ученици што не ги исполнуваат условите во тоа училиште ќе се префрлат во другото училиште што имаат помалку бодови. Конечна одлука на кој начин ќе се одвива наставата од септември се уште нема, но надлежните за образование во општина Гостивар се надеваат дека децата ќе се вратат во училишните клупи. Во меѓувреме, низ училиштата се работи на реновирање и санација. Продолжуваме уште со работа, во сите училишта уште се работи, ние планираме септември да го чекаме со нови услови. Вториот рок за упис ќе се врши на 23, 24 и 25 јуни, додека третиот на 30 јуни. При аплицирање учениците поднесуваат пријава, оригинални свидетелства од 6 до 9 одделение, извод од матичната книга на родените и доколку имаат дипломи од освоени награди на меѓународни и државни надпревари. Физички нападнат 27 годишник од Гостивар. Повреден возачот како изгубил контрола при управување трактор со дрва. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во периодот од 24 часот на 14 јуни до 4 часот на 15 јуни на подрачјето на СВР Тетово не се регистрирани прекршувања на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час, додека на 51 лица од Тетово и 8 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 26 годишникот Тетово и 30 годишникот Тетовски Порој, кои половина час пред тоа му се заканувале на 26 годишникот Република Турција со времен престој во Тетово. Двајцата пријавени задржани се во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот.
Вчера околу 13 часот на улица Гоце Делчев во Гостивар, службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 53 годишен гостиварец, кој претходно физички нападнал 27 годишникот Гостивар и го оштетил неговото комбе, кое било паркирано на улица Тоде Богдановски во Гостивар. 53 годишникот задржан е во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Нешто подоцна во 18 часот и 50 минути, 53 годишникот во СВР Тетово пријавил дека тој бил физички нападнат од едно лице на истата улица. Вчера во 19 часот 38 годишничко тетовско селце во СВР Тетово пријавила дека дента околу 15 часот нејзиниот малолетен син физички бил нападнат од нивниот 42 годишен роднина од истото село. Тој бил повикан и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 11 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека 51 годишник од Крушевското село Саздово, управувајќи трактор со дрва во Бунец на Маврово, изгубил контрола и се превртел, при што се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на настанот увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Фудбалската репрезентација на Македонија се подготвува за вториот надпревар на Европското првенство, откако на стартот загубивме од Австрија со 3:1. Нова шанса да се освојат првите бодови на континенталниот собир ќе биде дуелот против Украина во четврток. Па искрено мислам дека изигравме едни 70 минути добар фудбал сите компактно и се боревме до крај и го имавме тој, да кажам, позитивен резултат до 70 минута, потоа ги примивме тие два гола, некако моје мислење беше, ајде да не кажам, многу наивно ги примивме тие голови од еден центар шут и потоа од еден аут, али не можам да кажам дека австриците беа по-квалитетни од нас. Значи ние стваравме шанси, игравме наш фудбал, покажавме дека можеме да играме со секого и мислам дека ако продолжиме вака и во наредните утакмици дека ќе дојдеме и до поволен резултат и ова Македонија никогаш нема да се предаде, значи имаме уште две утакмици до крај, така да ќе се бориме до крај, па потоа ќе видиме што ќе се деси. Па добро, имаме, значи, уште, како што рече, 2 дена до утакмицата, значи имаме доволно време и да се соберат сили, нема потреба за разочарување. Значи, ќе погледнеме утакмицата, ќе анализираме каде сме погрешили, да се спремиме добро за наредната утакмица што ни следи во четврток. Така да имаме време да се рекуперираме. Значи, атмосферата си останува иста, значи, доволно сме мотивирани затоа што знаеме дека постои шанса и понатака за да ја поминеме оваа група и да дојдеме до добар резултат, така да нема потреба да паѓаме доле, главата горе и ќе се фокусираме на овој надпревар што следи со Украина, кој што мислам дека е многу важен и се надевам на добар резултат, така да сите сме спремни и нормално секоја утакмица што следи ние сме максимално мотивирани. После на почетокот, после химната, стварно беше се најжив уште на почетокот на преварот која пеевме химната сите заедно. Уште тогаш имаше емоции кај мене, но за жал така се одлучи селекторот и мораше да следам од надвор. Над превара го видов добро, дечките навистина добро одиграја. Јас бев спремен, се разбира, доколку ме ставеше селекторот, бев спремен да одговорам. Штета што изгубивме, одигравме еден стварно добар надпревар. Се надеваме на наредната утакмица дека тоа ќе го подобриме.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.